Сакаме вашата земја да ја видиме да оди по европскиот пат уште побргу. Правиме се што можеме да помогнеме за вашиот пат кон Европската унија. За името, како и за секој проблем, постои решение, изјави министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас на денешната заедничка пресконференција во Скопје со неговиот домаќин и колега министерот Никола Поповски. Грчката надворешна политика верува дека оваа земја е благодет и е носител на стабилноста и безбедноста. Правиме се што можеме да помогнеме на вашиот пат кон Европската унија. Верувам дека постоењето и стабилноста на оваа држава е дар на Балканот. Постои една разлика во однос на името, но за секој проблем постои и решение, рече Кодзијас. Министерот Поповски истакна дека денеска не е постигнато решение за името, но постигнат е договор за повеќе мерки за градење доверба кои ќе придонесат за надминувањето на разликите во духот на европските вредности и согласно заедничките интереси. Денешниот заклучок е дека правиме нов чекор за заемен активен пристап и за поттикнување практична соработка. Најслабата алка изминатите неколку децении во нашите билатерални односи е секако довербата која очигледно била на недоволно високо ниво. Најсилната алка пак во нашите односи бил интересот и мотивот на нашите граѓани, бизнисмени и општества да се поврзуваат и да соработуваат. Со денешниот чекор цениме да ја зајакнеме неслабата алка преку најсилната. Едноставно имаме традиција на недоверба која заедно можеме да ја надминеме и сметаме дека соработката е најдобрата мерка за градење доверба, рече Поповски. За време на посетата на Република Македонија, министерот Кодзијас ќе биде примен од председателот Ѓорѓе Иванов, од председателот на владата Никола Груевски, како и од заменикот председател на владата задолжен за европски прашања Фатмир Бесими. Владата на седница усвои план за нови реформи за европската интеграција фокусиран на унапредувањето на владењето на правото, слободите, изборното законодавство, борбата со криминалот и корупцијата со конкретни мерки и рокови, носители на проекти и цели кои треба да се исполнат, објави денеска на својот Facebook профил премиерот Никола Груевски. Действуваме за потребите и интересите на сите граѓани за достигнување и унапредување на европските стандарди и почеток на заслужените преговори за членство во Европската унија. На вчерашната седница усвоивме план за нови реформи за европската интеграција. Покрај постоечките реформи кои континуирано ги спроведуваме, ова е нов, обемен и амбициозен план за кој верувам дека ќе овозможи дополнителен напредок. План базиран на нашите разговори со Европската унија и препораките на европските институции и експерти, фокусиран на унапредување на владењето на правото, слободите, изборното законодавство, борбата со криминалот и корупцијата. Прецизно, со конкретни мерки, рокови, носители на проекти и цели кои треба да се исполнат. Ангажман на цела влада и ангажман на посебен тим на министрите кои неделно ќе се среќаваат неколку пати со цел да ги подготват и реализираат еврореформите, напиша премиерот Груевски. Македонија, посочува тој, има сила. Местото на Македонија е во Европската унија. Првата државна кардиохирургија е пуштена во употреба денеска во рамки на Скопскиот клинички центар Мајка Тереза. На отворањето присуствуваа премиерот Никола Груевски, министерот за здравство Никола Тодоров, медицинскиот персонал кој ќе работи во оваа болница, странските доктори кои помогнаа за едуцирање на тимот од соодветните институти од Дедиње, Цирих, од Рим, од Ребро, директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и на клиниките. Ова беше сон на многу генерации во македонското здравство и македонскиот здравствен систем, изјави министерот Тодоров, кој им заблагодари на сите кои, како што рече, макотрпно работеа во изминатиот период за реализација на овој проект. Главната работа на Комисијата за верификација на фактите, чија што работа беше заснована и насочена кон утврдување на фактите, е завршена и може да се очекува за окружување на процесот на лустрација, посочува во интервју за Република председателот на Комисијата Томе Аџиев. Комисијата за верификување на фактите досега утврдила соработка со органите на државната безбедност на над 30 лица, а провери повеќе од 30.000 лица поранешни носители на јавни функции, јавна дејност или со јавни овластувања, сегашни носители на овие функции, како и кандидати за овие функции. Меѓу нив се најдоа професори, писатели, поранешни министри, политички функционери и јавни личности. Иако на почетокот сите го подржуваа процесот, не сите по извршеното лустрирање се согласија со работата на комисијата. Аџиев во интервју за Република истакнува дека таквите напади пред се доаѓаат од оние кои заради политички и идеолошки побуди ги кршеле или ограничувале основните слободи и права на граѓаните, а за сметка на тоа се стекнале со привилегии за себе или за своите блиски и сега се чувствуваат засегнати.
Субвенцијата на семејствата приматели на социјална помош од август годинава се зголемува и ќе изнесува 800 денари месечно. Субвенцијата во овој износ ќе се исплаќа во период од една година, пошто ќе се зголеми дополнително на 900 денари следната и на 1000 денари во 2017 година, соопшти министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на денешната собраниска седница посветена на поставување пратенички прашања. Субвенцијата за потрошена електрична енергија се исплаќа за околу 10.000 семејства кои се приматели на социјална помош и се наоѓаат во најтешка материјална состојба, додаде министерот.